Народната традиција која секоја година пред празникот на Светиот Василий Велики, во народот познат како Василица или Стара Нова година, се одбележува со кршење на лепче со паричка и годинава ги собра жителите на Стари Нов Дојран на паркингот до градскиот пазар. Со музика, скара и пијалок и палење на голем оган, љубителите на оваа традиција ја дочекаа новата година по стариот календар. Сите собрани до доцна во вечерта го чекаа делењето на лепчиња со паричка за да видат дали годинава ќе биде среќна и берикетна за нив. Па за мене тоа значи голема среќа, ми донесе среќа, еве оваа година имам и оснав времена, значи голема среќа, радост, берикет, све. Очекувахте ли да добиете токму вие паричката? Дали ви се случува тоа прв пат или? Да, прв пат ми се случува и тоа беше во последен момент. Дали да одам, дали не одам, дали да одам, последен момент и ето била моја среќа. А што подготвивте за оваа вечер како кума? Па подготвивме што е секоја година традиција лепчето со паричка и кој ќе биде следниот кум здравје, крхче златник ќе има. Оној кој ќе ја добие паричката станува кум за следната година и го носи месеното лепче со паричка. Традицијата во Стар Дојран секоја година ги собира жителите на овој град во поголем број. Па еве огин се пала, сите од општината, од околината се собираме тука, се преславува за Стара Нова година, се испреќа старата, се дочекува новата и така секоја година се крши лепче, си има кум секоја година и секоја година си има нареден кум кој ќе се погоди паричката, тој ќе биде наредната година кум. И тоа се организира од продавници, од сите донатори има, од фирми, од сите тие. Собират се и се што од сокови, од месо, од колбаси, од све. Дали присуствувате секоја година и дали некој пат сте ја добиле паричката? До сега немам ја добиено паричката, али секоја година доваѓаме и секоја година исто се одвива. И на овој ден во различни региони од земјава може да се сретнат различни обичаи. Едни кршат лепче со паричка, а други со маска на лицето ги растеруваат злите духови кои според народните верувања ги има во овие денови. Сите заедно пак со музика и богата трпеза го слават доаѓањето на новата година според стариот православен календар. Во некој мала се пали и василичарски оган, на кој исто како и за бадник се избира новиот кум и со греено вино и ракија го прославуваат празникот.